Почитувани гледачи, добро вечер. Пред околу 2 месеца ги бе од ово исто студио, вечерашните гости ги испратихме на на тешки официјални турнири на балканско, европско и светско првенство во џиу-џицу. И кога спомнам џиу-џицу, нели веќе ви е јасно за кого се работи. Со надеж дека ќе освојат некој висок пласман и добро ќе ја промовираат Македонија. И што се случи? Од 3 настапа, 2 медали, едната златна, другата сребрена. Како ќе да распореда, ќе ви кажам од текот на емисијата. А сега би сакал нешто друго. Идејќи навака ме сретна некои пријатели и ме кажат кој ти е гости, и кажам кој е кој. Пак ти е. Никам во ред. Кога ќе најдеш некој кој во рок од 2 месеца на 3 надпревари ќе изрекламира државата како што тие ја рекламираат овој пат, ќе ми бидат гости секој ден. До тога ще молам молчи. Почитувани гледачи, вечерова Александар Ачевски и Катерина Ачевска, балканска шампионка во џиу-џицу од пред 2 месеца, нели така, и од пред неколку дена официјално трета во светот на сениорите во џиу-џицу. До сега не сме имале такво нешто. Ова е прв пат да имаме еден медал од светско првенство. Македонското знаме се развија и во Тајланд и понатаму ќе ви кажат самите тие. Јас само сакам јавно пред сите вас и лично на нив да им честитам успех и на балканско, и на европско, и на светско првенство. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. И еве ќе почнеме со дамата што е нормално и со оно што треба. Катерина, како се чувствуваше, ќе ми кажеш како дојде до неа, ама како се чувствуваше кога застана на победничкиот пиедестал во Тајланд? И кога виде својата застава? Прашањево многу ми го поставуваат, искрено не знам како да одговорам, не знам зошто. Од една страна и очекував медал, од една страна и не очекував медала. Сега изгубив во полуфинале против германка, која што е трета на ранг листата, 28 годишна, има учествувано на светски игри, освоено медала, од која што 2 пати поред претходно сум губела од неа. Ово ти беше шанса. Ја од неа изгубив 3 секунди пред крај на борбата со дисквалификација на резултат 7-7. 7-7, меѓутоа јас имав повеќе и пони, направив едно фрлање, кое што само од себе ми требаше време да се соуземам, да сфатам дека сум направила ипон во втор дел. И дисквалификација 3 секунди пред крај ми избега мене сигурно второ место на врат медала. Навистина штета. Ајде да се вратиме прво на почеток. Пред 2 месеца беше балканското првенство, отприлика. И балканско и европско, да. Како помина на балканското првенство? На балканското имав 4 победи со фулипон против 4 гркинки. Убедлива. Се погоди работа. Убедлива победа. Златен медал таму. Латина? Да, таму беше Латина. очекувано беше. Златниот медал го очекував затоа што и претходната година освоив златен медал. Фактички си ја одбранив титулата во Атина. Европското не земав медала. Малце чудно сега на светско земав, на европско не. Ама ете се случуваат такви работи. Да. Добро, на крајот беше пето пласирано. Пето пласирано, да. Не е малку. Да. Да ти понудеше некој пето место пред почеток, ти прифаташ ли? Не. Не. Ако не е медал, не прифаќам ништо. Пето, седмо, девето, јас за мене не прифаќам. Успех е, да, меѓутоа не го представувам тоа како кој знае што да е. Александар, ова ми доаѓа сега како ја слушам Катерина како ми зборува и го очекував во Атина, сигурно нехме долу 4, така, ги рашомарав на брзина, во сред Атина 4 гркињи, една по друга, никому ништо. Како се чувствуваш ти, кажи ми сега?
Во Атина навистина беше интересно, така се погоди да се пету категорија, секој со секоја се бореа, а беа 4 гркинки. И она сите ги победи со фул уипон и фактички она беше единствен надпреварувач од турнирот што има 4 борби со 4 фул уипона. Фактички најдобар надпреварувач беше. Се интересно за балканското е што они го прават Балкан Опен и покрај 8 или 9 држави колку се на Балканот, уште 13-14 имаше и надвор од Балканот, значи фактички пак беше како полуевропско, да кажу. Полуевропско, меѓутоа кај неа во категорија немаше други девојки и само 4 гркинки фактички она ги помина. Па можам да речем си го одработи златниот медал. Да, и ја потврди доминацијата што ја имаме 2 години, 3 години наназад више балкански шампион. И тоа е тоа околу... Ме интересира, ќе те прекинам. Ова што Кати го кажа да 3 секунди пред крај со дисквалификација, што значи тоа? Тоа значи една моја грешка. Фактички ние со германката да сега 2 пати се среќаваме у Белгија и еднашка на Крит и 2 пати губи Кате, ама губи онака баш за 30 секунди од неа. Девојката е спремна многу и физички, и психички, и секако, 28 годишна. На светски игри има освоено медала, втора во свет во моментов е навистина спремен борец и ние направивме една тактика со Катерина, затоа што Катерина после 2 победи фактички во полуфинале влезе со германката. И Катерина као да знаеше дека ќе изгуби, можеби повеќе од некое претходно искуство. Ние направивме една стратегија, барем јас така размислував во моментот, дека ако ја поминеме првата минута од борбата, ние ќе одиме на сериозен резултат, така и испадна. Тоа значеше во однос на дисквалификацијата, во првите 10-15 секунди веќе германката водеше 4-0. Јас не сакав да го искористам челенџот и иако и тие 4 поена беа навистина сумнителни, во исто време удираа, судијата дигаше за германката и така натака. И беше ризик да се изгуби челенџот толку рано. Ја оставив борбата да тече, можеби требаше да дадам. Во вториот дел Катерина направи едно фрлање, тоа беше шок за сите, за нив, па и за нас. Потоа борбата продолжи, Катерина ја сврте борбата, дојде до 7-7, меѓутоа пошто во разлика во ипони и на нерешен резултат ќе победевме, меѓутоа Катерина беше во текот на тие 3 минути 2 пати пасивна, на трета пасивност е дисквалификација. И сега јас првата пасивност, првата казна ја заборавив, едноставно многу беше еуфоријата дека ние готово сме у полуфинале, дека сребрен медал ни е сигурно на врат и дека у финале ќе се бориме на светско првенство. И некако последните 15 на секунди јас Катерина погрешно ја водев. Едноставно јас барав од неа она да не прави никаков ризик, никакви акции и на 5 секунди до крај јас повторно тоа го кажав, на 3 секунди судијата ја замрзна борбата, ја веќе знаев дека е наша победа, некако така претпоставував и он покажува дисквалификација. Јас дадов челендж, не знаев ни што да барам, не бев ни у таа ситуација не бев ни свесен што ми се случува. Победи германката, голема радост кај германците како да победиле не знам кого, тоа вистина беше така. Скокна од столче тренерот. После 10-15 секунди кога отидовме позади, фактички свативме дека она има едно шидо у првите 20 на секунди што ние скроз го изумивме. Ја повторно не знам зашто само Катерина имаше пасивност, можеби поради тоа што рацете не ги преместуваше, германката ги преместуваше. Све е школо и се случи тоа што ни се случи. Потоа дојдовме у репасаж. Повторно ни беше она шанса да се качиме на пиедестал. Чекавме борба помеѓу втората германка и Русија. Втората германка е исто така високо рангирана, спремен борец, като од неа има изгубено, пошто ни се среќаваат, таа категорија се. Ката беше исплашена многу, ја сакав да победи германката, зашто сметав дека русинката е појака. И за некое чудо, не знам како да речам, победува русинката. И ја и викам на Кате, еве ти ја. Ја сакаше русинката, еве ти ја русинката. Повели сега да видим. Русинката
тежински колку Кате, пониска малку, направивме ние една тактика. Многу тешка борба, тесна разлика 11-9, Кате извојува победа. Губеше, прво поведе, негде до 7-6 водеше, па русинката, Кате имаше повреда, влезе доктор, имавме некои 30, 40, 50 секунди за разговор, односно, јас смеам да зборувам, Катерина не смее во тие моменти, меѓутоа слуша, ќе ми климне, ќе нешто. Направивме некоја стратегија, таа стратегија во следните 15 секунди не излезе така, поведе русинката, моравме брзо да менуваме тактика и можеби сгрешивме што не донесов, имам баш некои интересни видеоснимки од Ќе има прилика. Кате, ни ја не сум свесен од кај ги најде тие, да речам, сили и таква тактика зашто русинката на вистина, кога ја сврте борбата на 8-7, многу јако нападна за да го одвои резултатот. А Кате у таа дефанзива успела да направи 2 ипона, што е за во учебник. Значи, у дефанзива 2 ипона да добиеш на светско првенство, тоа е за учебник. Сега ова да го напишам, а после 20 години некој да го чита и да каже да, еве имало случај на светско првенство, тоа се случило. На вистина, во бегање Јоко Гери дудриш со нога, во бегање со раката дудриш хаито, мислам, тоа е фантазија. Школски пример, како да си дома на тренинг. Па и на тренинг можеби ја свртевме борбата. Судиката најпрво не го даде вториот ипон, ја дадов челендж, челенджот ми се прифати, вазарито беше поништено, ипон беше даден, на 15 секунди до крај, они се фатија у джудо. Русинката немаше друг излез, мораше да фрла, проба, Кате, се разбира, фала му на Господ, у последниве години никој ја нема фрлено, фала му на Господ, паднаа доле, истекоа секундите и ние, Господ не виде и се качивме на пиедестал. Со тоа што можеби не отидовме овој пат за медала, далеку, временска разлика, лето 35 степени таму, друга храна, изреметено. Имате ли време за аклиматизација? Па имаше 2 дена, затоа и отидовме порано, кошта тоа све многу учини, меѓутоа тоа е тоа, се исплатеше на крај, со тоа што Кате на 21 година, второ сениорско првенство е, влезе на Мегдан таму со животни што навистина спремни многу и првите 7 или 8 од светската ранглиста беа на турнирот. Значи, позади нас Франција остана, Германија остана, Виетнам, Казахстан, Индија, Русија, останаа сериозни држави што се навистина у овој свет сериозно влезени и тоа е едноставно уште поголема за нас онака сила што со тие земји излеговме на Мегдан, па и плюс им земавме дел од колачот. Ајде да прашам, Кате кога дојдеш во ситуација да бираш, Александар кажа русинката или германката, што претежно на кај? Ти ја посекуваш русинката, еве ти е русинката. Да, Што имаш ли чувство некој во себе или? Не, германката се имам сретното со неа, е стварно добар борец. Потешка е од мене. Русинката не ја знаеш? Русинката не ја знам. Русинката нема ни ранг. И нели одма ми иде паметот, тоа е малку послаба, ќе ми биде полесно. Германката имаше една година пауза германката. Мислам дека тука се надеваше дека ја имаш, пошто и нема ни освојувано медали у последно време. Потешка е малку поспора и затоа. А јас па друго размислав, викам еве оваа сега ми е шансата. Прв пат се појавува. Јас бев убедена дека не беше прв пат, него они после короната фактички добро, им беше со војната во Украина, у сите спортови им беше забрането и они прв пат сега влегуваат после пауза од 5-6 години, колку трае тоа 4 години, прв пат доаѓаат на светско првенство, што не значи дека они у Русија не тренирали или не, на крајот на криштата Русија беше светска сила во џиу-џицу, број 1, прва светска сила според светската ранглиста. Дури толку многу беа напред со бодови отидени, да и покрај 4 години што нигде не се појавиле, пасе 10 и 11 не може да им падне
толку рангот. Значи, сериозна репрезентација. Значи, доаѓаат таму 15 дена е светското првенство. Они у секој ден имаат надпреварувачи. Така да ја од тој аспект мислев дека и борбите ги гледав, двете борби што ги победи русинката, па на крајот на криштата, Кате победи 2 борби и русинката победи 2. Кате изгуби една и русинката изгуби една и они затоа се сретнаа во репасажот. Ја од таа причина некако мислев дека русинката е опасна, плюс русите се нивниот начин на тренинзи е друг, она што јас го познавам, за разлика од германците. Германците имаат совршени услови, педантерија се од народ, во смисла педагози, психолози, тренери, нутриционисти. Русите се дивљаци и може да се случи да се сретнеш ти со друг тертип на борба. Ја од таа причина мислев дека германката плюси многу далеку отидени, не сакав никаква повреда, едноставно не ми треба медалот, ако ја не можам да се вратам. И така да... Добре, зашто почувствува ката инфериорност односно германки? Си изгубила 2 пати, па што? За германкава, да што се боревме или за таа што ја чекав? За која сакаш? И за двете, што е битно? Таа беше потешка и некако се молев таа да изгубија, бев убедена дека ќе ја победи русинката. Меѓутоа не знам, дека ќе победи. На крај русинката победи. Ја бев, мислам, не се опуштив, не реков еј оваа ќе ја победам, не, во никаков случај, со ниту еден борец така не сум постапила. Меѓутоа Александра Столнов беше уплашена. Се потврдува ова до сега што го кажува дека сепак русинката ја победи германката. Да. Како? Тоа ние гледаме од трибинија затоа тука ми беше мене стравот. Кога една германка губи од русинка Анонимус, а не е Анонимус, ја знам дека не е Анонимус, тогаш се јасно. Па што дошла на светско првенство и плюс дошла на светско. Видете, германците имаат една информација, 22.000 регистрирани борци. Регистрирани борци. Не се знае колку илјадници се што не се регистрирани или што се рекреативци. 22.000 во германската џиу-џица федерација што тренираат од тие 22.000, они бираат 20 за репрезентација. Па сега и изгуби од русинката. Тоа беше точно сега Кате го потврди тоа што моите стравови кај вас према русинката, меѓутоа даде Господ, пак ќе кажам, тесен резултат, тесна лавовска борба и Кате на татами. И Кате на татами и у дефанзива 2,5 да земеш. Тоа да си ги направила тоа да си? Мислам, па сигурно има некој момент сигурно, ама вака не, пример 2,5 во дефанзива, еден по друг не. Мислам дека не. Плюс судиите малку се наклонети на германците, ја така мислам, на пример, ќе ви кажам, ќе ви да чисто беше. Мислам на тие 3 секунди да беше чисто. Видете сега, Кате кога ја фрли германката, судијата дава вазари за германката. Сам тоа е не смее на светско првенство да се случи. Не можеше челендж. Дадов челендж и го поништува вазарито на германката, дава ипон за Катерина. Ипон чист како солза. Значи тоа судија од светски ранг, таму да речеме судии се со светска лиценца, платени дебело. Так. Авиони до хотели, она како секој професионален спорт, дневници, јутоа затоа си ти светски судија, тебе не може да ти промакне таков. Тоа, ајде е некој двајцата дудриле, па... Да е тесна, па да претежне нешто. Па некој, ај ќе пресудам за... Јутоа, ти на фрлање. Ја можам национален судија од Скопје да го викнам. Па и он нема да го досуди. Па да речеме некој што не разбира, кој кого фрли, готово, јасно е. А не светски судии на светско првенство. Мене челенџот ми го прифаќаат, Кате зима ипон у втордел, германката се блокира скроз, едини 4 поена на цела борба на германката и беа у тие првите 15 секунди. Таков страф фати од Кате. Меѓутоа нас ни се докажа варијантата дека првата минута ние ја издржиме и германката во финале ја победи швеѓанката. Меѓутоа у судиска одлука потоа швеѓанката стана светски шампион. Меѓутоа кога истече финалето на 0 секунди, 12-8 водеше германката. Имало судиска грешка, да, се гледаше вар, сепак е светско првенство, челенџите беа прифатени и 11-10 победи швеѓанката. Сакам да кажам која
која сила ја има германката, а зема страф од кате. Зема страф и 3 секунди не делеа нас од сребро, меѓутоа сме задоволни. Штета, бе, тоа е едно земање воздух и толку. Мо истина е штета. Да, не требаше судијата сега пошто еве вака ако може да уште малку да подразмислиме, не мораше да ја замрзне борбата. Не мораше да ја дисквалификува. Нека си тече. 3-2-1, готово ќе прогласи победник, готово. Меѓутоа, Може би тоа беше единствен првите начин да првите победи. 15 секунди на сомнителен начин дава 2,5 за германката. Германката се одделува 4-0. Првото шидо што јас го заборавив е 1 поен за германката 5-0 и тука застанува германката со поени. Веќе не можеше ништо во однос на Кате. Кате доминира цела борба, доаѓа до 7, се враќа, доаѓа до 7-7, на 3 секунди до крај. Вазари дава за германката, го поништува и пон за Кате, значи не сакам јас да мислам дека тоа било тенденциозно, ама не смееш да си дозволиш Так. некој не знам судијата индонезиец некој, не знам, казахстанец нешто беше, не знам, ама не сакам да верувам дека Има нешто. меѓутоа покажавме снага. Добре. Покажавме снага, да. Покажавме. Тоа е одлично. Кажи ми, рангот кој ти е сега во... Отиде нагоре? Има ранг листа? Да, има. Имам, не, моментално сум уште сум четврта, со тоа што со медалов мислам дека нема да се покачам нагоре, затоа што и првата, и втората, и трето рангираната беа на светското, Так. изема медала, и Сите отишле нагоре. да, сите, нема некој што паѓа надоле, фактички сите одиме Так. нагоре. Добро, ние од осмо дојдовме седмо со Балканското првенство и со Белгија се направи еден голем пресврт на ранг листата. Едноставно аустријанката Кате што ја тепаше ваму сега падна на осмо, се измести ранг листата и Кате дојде на четврто место во светот, што сигурно 6 месеци ќе трае. Со тоа што ние не застануваме тука. Секаш да кажеш дека Македонија ваква како е што има четврта на ранг листа во свет. И многу, уште една многу важна, јака информација што мислам дека овие денови ние и ќе ја пуштиме официјално. Ја колку што можев да истражам во овие 2-3 дена што сум тука, во моментов најдобар македонски рангиран спортист на официјална ранг листа од било кој спорт. Многу моќно. Дефинитивно да не каже некој ќе ја дајме репрезентацијата било која е дека биде четврто свет, а ние ја имаме. Само да не заборавиме Александар, на 7 место на исто ова светско првенство се пласира и уште една Даниел македонец. Николиски, денеска он се бореше Даниел у 5 Николис. часот са бајле по наше време. Ние ги гледавме борбите, станавме. Со него имам ја таму испратено друг тренер, пошто ја не можев таму да издржам да бидам 12 дена. Так. Едноставно ни од работа не можам, никако не можам да издржам. И друг тренер отиде со Даниел Николиски, он е од нашиот клуб од Штип репрезентативец. Првата борба, за жал, ние очекувавме дека против Казахстан ќе ја добие, пошто казахстанецот беше слабо рангиран. Многу и тешка борба, 15-13 Даниел изгуби. Замислете борба каде што се земени 28 поени. Тоа за нашиот спорт е стварно многу, навистина многу. Ја затоа и на Катерина и на сите деца им викам, ти ако успееш да земеш 15 поени у борба, ти си победник. Да. Ти си победник. Така да Даниел изгуби првата борба за жал. Втората борба се сретна со Романец, го победи и мораше уште 2 до крај доди за медала. Првата борба у репасажот за жал ја изгуби од италијанец и дојде на 7 место. Не е лошо, млад е, јуниор. Да. Јуниор. Колку години има? 7-18? Он има 19 години. Уште до година е јуниор и потоа влегува у сениори. Да. Све му е ова искуство, доаѓа со нас на балкански, на европски, добро напредува и категоријата му е добра. Првата најниска машка категорија. Так. Статистички во светот, неговата категорија и на категоријата имаат најголеми шанси за успех. Так. Сега они тргаат утре са бајле, се враќаат задутре у Македонија. Во оваа прилика и нив им честитам. Да, одлично се едно место. Тежок е патот.
Далеко е Тајланд. Далеко е Тајланд, друга временска зона, те враќа 2 сата, Истанбул 6 сата. Тајланд, тука дење, таму ноќе, тука зима, таму лето. То не знаеш дали си спиел или треба да легнеш да спиеш. И некако тешко, мислам. Плюс ние не одиме за шетање, па не интересира ништо, па да мораш да брзаш нешто, да посетиш ваму таму. Хотел сала, толку ни е движењето, имаме и у хотелот сала за подготовки, мислам, организирано на високо ниво. Така. На вистина беше светското. Ново искуство и за вас. Ново искуство. Следната година, мислам дека е во Германија светското првенство. Фала Богу да ни е блиску, да можеме и поевтино да ни биде. Европското е на Крит, пак на Крит. Ќе одиме таму пак у Грција. Балканското е во Бања Лука. Па Грција нека се секираш. Они нека се секираат, да. Се извинам, како бевте пречекани кога се вративте? Имаше ли публика? Некој ве пречекали? Прво имавме пречак, мал пречак на аеродром, што така нешто букетче овона. Меѓутоа очекував. Се шалевме пред тргнување и сега ако се вратам со медала, ајде да ме пречекате со огномети, со такви работи. Ние се шалевме нормално. Так. И кога се паркиравме, кога влеговме дома, они беа скриени сите со ружи, со букети, со знамиња. Има на колата ставено знаме, на портата, сегде имаше знамиња македонски. Преубаво. Значи тоа ми е најомилениот дел од целата процедура. Да, ќе застанам на пиедестал, да, ќе се покаже македонското знаме. Ама кој ме знае мене таму, ќе речат оваа држава која е? Ама дома кога ќе дојдам, со своите луѓе, со таа поддршка и пред светското, тоа е тој момент. Пречекот е секогаш тој момент. Па види сега, ако си таму и ако си прва на Балкан, високо рангирана на светска листа, веќе знаат и која е Македонија покрај тебе. Најверојатно. Апсолутно. Затоа, кога велам јас дека спортистите се и спортот воопшто е најефтината реклама за државата, Да. колку ќе да кажеме колку сте потрошиле 500, 600 1000, 2000, 5000 евра, не е битно. И сите ја дознаме Македонија, го виде на македонското знаме и така натаму. Некој ќе отиде на страна, ќе потроши 100.000 евра. Извини, дечко, кој си ти? Ама јас сум политичар од Македонија, фала, пријатно. Да не мешаме политика, кога сме кај политика, ајде уште нешто ве пречекали некој. Нешто официјално, министер за спорт. Па немаме уште ништо, тазе сме дојдени, веројатно ќе Тазе сте дојдени. веројатно ќе не Пречекав. сигурно, пошто они генерално и финансиски го покрија Так. светското првенство. Нешто они, нешто клубовите за кои што настапува Кате и Данил и повторно и тие средства се од министерство, така да можеме да кажеме дека целата финансиска конструкција е затворена од нивна страна, така да нема тука никаков проблем. Так. Ако не покана, со задоволство ќе отидем. И би требало таму на работа. Да, нема. Во секој случај. Имаме таму отворена врата, коректна релација, откако е и добро е што е и министерство сега, која беше агенција, многу тешко беше. Да, они требаше да взимаат пари, си имаат буџети. Со министерство и разбирачка има кај луѓето и можам највисоки вака и многу полесно за нас како спортисти, спортски работници, клубови, федерации. Подобра комуникација имаме директно ние таму. Па добро, куќата. Да, дефинитивно е како стана Борко Ристевски министер за спорт и јас како новинар чувствувам дека малку е мрдната работата напред, многу подобро до нешто беше агенција, нели? Па ќе видиме како ќе се видат Кај нас е пута 10. Така вас да. Пута 10 е мрднато на вистина. Добро, ајде малку и за ова што Кате го смета за неуспех Европското првенство да видиме. Пета во Европа, Европското трета во свет, првенство, пета во Европа. Европското првенство беше во Белгија, во Беверен, исто тежок пат, од причина што од Брисел е далеку, па мораш да се изнамачиш дури да дојдеш до Беверен. И таму 11 борци имаше исто Кате во незината категорија. Повторно најдобрите од Европа, тука нас тоа не плаши да изгубиме, нема проблем, меѓутоа не збуни
не збуни една ситуација што кате во првото коло се среќава со Романка што ја нема никаде на ранг листа. И ние таа победа ја заокруживме. Веќе идевме на во второ коло каде што она требаше да се бори, не знам со кого сега, да не губам време да се сеќавам. Нека се сеќава кате Да, правиме стратегија за второ коло. Меѓутоа ние сваќаме дека во првата борба како иде борбата, ние сваќаме дека нешто не е во ред. Сега ја објавив едно видео каде што кате дава ипон во глава, тоа мислам дете од трето деление го гледа. Ја автоматски тој дава ипон за Романката. Ја давам челендж, ми го одзима челенджот. Ја веќе немам право на челендж до финале. Зошто? До финале немам. Ако сгрешам, до финале. Челенджот ми го враќаат, само ката ако дојде да се бори за медал. А до тогаш патот ти челендж више си безгласна буква таму. И што ја таков ризик не би превземал да си го давам, да си го трошам челенджот, ако не сум во право. И тоа беше таква една битка да ние не можеме да го победиме тој судија. Кате губи 13-12 нешто, 13-11, по 1-2 прашање губиме и бевме у шок. Потоа гледаме Романката ја победува германката што е второ свет. Да, со неа ми беше следна борба, ако победев. Тоа беше, мислам, онака, беше јасно. Се измеша работата. Беше јасно, германецот, човекот за глава се држеше таму. Мислам, втората у свет што треба, истата германка. Ние, со неа требаше да се сретне кате ако ја победи Романката. Ние се спремаме психи и германката изгуби. На ист начин. И апла беше дека оние гураа Романката до медала. За жал швеѓанката што е светски шампион ја победи онака. Она беше спремна на нефер игра, па ја победи на друг начин. И многу интересен момент што сега у репасажот за кој ќе земе трето место, Катерина и Романката. Повторно, Ката имаше 2 победи, потоа победи Австрија, потоа ја победи 2 победи имаше. Австрија и уште едно девојче. Уште едно беше. И Романката, Кате што ја победи германката, 2 победи таа една изгубена, 2 победи Кате една изгубена, се среќаваат за трето. И сега на Кате и викам, сега знаеме што треба, нели? Знаеме, добро. Нешто се застана, нешто не повикаа таму, не може повторно да се сретнете, мора нов ждреб да се прави. Може би е така, јас до сега немам сретнато таква ситуација. Потоа на екранот излезе Кате да се бори со Хрватска. Кате самата рече, ако ја не можам со Романката, не можам ни со Хрватска. Мора хрватицата да се погоди со германката, а јас да се погодам во полуфинале, ти отиде со... Не, со германката бе во полуфинале. Со германката, а хрватицата со Романката. Да. И тоа беше... Кате изгуби, таа беше за бронзен медал. За бронзен медал изгуби токму од германкава, а хрватицата, бога ми, многу се изнамачи, победи, меѓутоа толку... Не ја сакаа да ја зезнат, се гледаше тоа. Толку тешко беше тоа за гледање, мачно. 3 челенџа дава романецот, сите 3 челенџа му ги прифаќаат, тоа срамотилаци беше големи. И повторно хрватицата 30 и колку има 30 години, 32 години. Многу спремна, бивши светски шампион, од светски игри од Кина има донесено медала, европски шампион, спремна да губи од некој. Потоа свативме дека таа Романката е судика, дека излегува да се бори. Беше мизерно, меѓутоа и подобро се заборави што победиш. Кате поради скорото победите, поради поените, имаше еден фул ипон, испадна 5, Романката испадна 7. Значи пак далеку позади нас, само што не оштети нас и оштети Германија. Меѓутоа не знам тука дали што да коментирам. Има и такви прљави игри има? Не знам што да коментирам. Не сакам да си го оштетувам, да зборувам лошо против спортот. Па не, меѓутоа веќе нема врска со спорт. Посебно не на европско првенство, сега некој ќе рече па што европско е тоа која. Меѓутоа тоа се случи и јас немам намера да лажам. Во секој спорт има неправди, во секој спорт има некој судија што е
Не, добро, ама дека веќе 1-1, да се 11 души, па не виде Лопси судијата пример, така. Овдека веќе се работи Тој за да, удари. други тренери, мислам, Апла беше очигледно, придоа, кажа, видоа, германците, мислам, после као сакавме ние некој приговор да дадеме, ама не можеме во едноставна лесна комуникација со Германска федерација, па тоа и едноставно се помиривме, пето. И пред се Романката немаше ферплей. Јас се борам со неа, ја во став, она мене вака ми прави. Нефер однос, 2 промашувања за дисквалификација, второто промашување намерен удар во глава, не спортски удар во глава, втор пат ако го направиш одма автоматска дисквалификација, 2 промашувања, ниту едно не е казнето. 10 пона на кате не се дадени. Требаше тоа да биде победа многу лесна. Ние таа победа ја заокруживме. Ете се случи тоа. Најмногу ми е криво, многу далеку Беверен. 4 дена таму, многу пари дадени. Многу труд вложено и да изгубиш пето место. Да, добро, зашто? Мислам, не е за подценување пето место. Говорите, не е медал, меѓутоа. Не е за подценување, Не затоа на што тој имам начин. европски медал, имам. Па Имам добро. второ место. Не на тој начин. Да, нека не победат. Добро, судиите направиле масакр таму. Масакар направија на тоа борилиште, затоа што у сениорска конкуренција е интересно тој што ќе земе на запад медала. Значи, Романката беше гурана поради финансии, поради такви работи. И на крајот седме, што е изгура, колку е изгура? Ништо не изгура, швеѓанката ја запре. Потоа во борбата за трето место хрватицата ја запре и тоа беше онака баш резили беа. Кој стана европски првак? Швеѓанката. Тоа е без конкуренција во светот. Без конкуренција во светот. Истото ова што беше во светското, да. Истото. Прва на светска ранглиста, машина, терминатор. Да. Ќе биде многу тешко Да се симне од прво место. да се симне, можеби ќе треба да чекаме години да пројдат, она да влезе у мастерс, да ја нема кај кате у категорија или не знам што ќе треба кате да направи. Навистина не знам. Кате ќе треба да направи како беше на бегање ипон фул. 2,5. 2,5 и фала, пријатно. Ајде да видиме за ова што ве очекува Александар. Ве очекува Скопје Опен. Да, утре идеме за Бања Лука, имаме турнир во задутре. Носиме дечиња таму, 10 нови дечиња што сакам да ги пробам да видам кој од нив може да биде борец. Тоа е ние еден контролен турнир. У текот на годината имаме сигурно 6, 7, 8 контролни турнири. Ја и Кате одиме таму како тренери, Кате повеќе и ќе суди таму утре, задутре. Судењето е исто така важно за некои детали да се откријат, некои работи што можеби ги пропуштаме преку судењето ќе ги научиме. На 29 го организираме нашиот меѓународен турнир, 14 по рете, Скопје Опен. Так. И добро е што оваа година Јадранската лига финалето ни е доделено на нас на Македонија. Имаме 4 машки екипи по 6 и 4 женски екипи по 6. Едната екипа ни откажа, од Словенија нема да доаѓа, барем до овој момент јас таква информација имам, така да трите женски екипи ќе се борат прво, второ, трето место, а 4 машки повторно прво, второ, трето. Меѓутоа Тоа е за Јадранската лига. Јадранската лига, тоа е сениорска, тоа е сериозна една работа, што ние исто така 12 години поред ја работиме и ние имаме екипа, меѓутоа ние во првото коло во Словенија изгубивме, така да за жал дома нема да можеме пред нашата публика, нашите деца да се борат у Јадранска лига, меѓутоа ќе гледаме барем да сме добри домаќини. За тоа не се година беше сомневам. у највисоко светло. И министерот Борко Ристовски дојде го отвори турнирот, самиот се увери во организацијата. Повторно оваа година финансии поради тоа ни се доделени оваа година финансии, за да можеме уште на повисоко ниво. Тоа да не било добро организирано, веројатно не би ни дали они ништо средства поради, меѓутоа ние таму имаме 10 држави, 9 со нас 10, имаме преку 300 борци. Ма веќе е традиционално ни препознат. Да, 300 борци сепак мислам дека е онака бројка. 300 борци доаѓаат. Само 3 дена што ќе седат тука 500 луѓе. А доаѓаат ли квалитетни познати имења од светското џиу-џитсу, европско некаде? Доаѓаат, меѓутоа повеќе доаѓаат како тренери
како што на пример Кате, Кате. актуелна трета во светот, оди утре во Бања Лука, се она таму со кого да се бори, мислам. Подобро да оди како тренер таму дечињата малку, него како така да сме имале сега во Јадранската лига. Таму ќе биде елитата. Значи Србија не ти праќа тебе некое јуниорче што не разбира да за него, го праќа, значи во Јадранската лига веќе се квалитетни борци. Квалитетни борци, што мислам дека нема да настапат на меѓународниот Скопје Опен. Ако е во иста сала, меѓутоа мислам дека по завршување на Јадранската ќе продолжат како тренери, во секој случај ќе се појават во кимона таму. Во секој случај. Да. Значи, каде ќе се одржи? Да го најавиме веќе официјално. Во спортскиот центар, поточно спортската сала Гоце Делчев во Илинден. Таму го организираме 4-та година поред. Имаме многу добра организација таму, поддржана од општина Илинден, од градоначалник до неговата администрација. Зборувам за одговорни за спортските, целата логистика ја имаме од општината. До да земеме опрема од училиштата, возила, организација и соработка на највисоко ниво. И затоа се решивме да повторно општина Илинден добива еден сериозен настан, добива раздвиженост. Во Илинден 3 дена сместувачки капацитети, ресторани, продавници, све да биде, публика, народ да гледа. Има ли публика? Дојде ли? Па има, да. Има, бесплатен е влезот. Доволно е што на нашите 670 борци ќе им дојдат. Родителите топева е селото. Родителите. Ќе го дигнеме оваа година. Мислам дека уште една скала ќе отидеме нагоре, имаме некои. Кате ти нема да учествуваш? Јас сум на секоја позиција, судија, тренер. Меѓутоа, ако има борец во моја категорија, некој... Зашто да не? Тоа е договорено, ние сакаме, ако има борец во нејзина категорија, да прашаме прво, дали е окей Кате да се пријави, да не биде сега Кате да тепа некој борец, ако се сложат или на крајот на криштата, нека изработат и ревијална борба, нас на вистина тоа не ни е важно. Да, не е приоритет, него чисто накаде. Да излеземе. А не е било лошо да ја видат и третата во свет. Публиката. Па да, нема. И сите оние што ќе учествуваат. Тоа се претежно млади дечиња. Ја мислам дека сега тука има и малку очекуваме дека ќе дојде Хрватицата, зашто она учествува за еден тим во Јадранската лига и она ако посака да се бори и на Скопје Опен, Кате ќе треба реално да губи пред своја публика, зашто ако не е добро, па нека изгуби. Да, Хрватицата е стварно добар феноменален борец и ќе треба да се даде многу голем напор за Кате да остане во борбата. Се од една страна дали е добро публиката да гледа како третата во свет јаде чотек или меѓутоа Па и таа е трета во свет. Да, и до мене стоеше. Ја трето, она трето. Она е четврта фактички, да. Да, второто, трето она го зема. Втората она го зема. Нема подценување. Нема подценување. Јак борец е. Ќе се бориме, ако дојде Хрватицата, ќе има народот да гледа. Тоа ќе биде борба. Ќе биде тоа ќе биде борба. Јака борба, така да ја дури сакам да дојде за да има една таква, верувам дека и дечињата ќе навиваат за Кате, ќе биде интересно. Тоа би било убаво да се направи една ревијална борба во која што без медал, без таква работа, чисто без притисок, без така. Чисто да изработите као Не, борбата ќе демонстрациона борба. Не, борбата ќе биде борба. Дефинитивно, пошто сепак се работи за две сериозни личности, борци и за медала ќе си биде и дај Боже нека погоди и она. Кој добро, ќе Боже мој. Ќе ги подкупиме и ние судиите. Да. Судиите се сите од надвор. Кога можат романците, можеме и ние што. Судиите се сите од надвор. Немаме тука дилема, не сакам. Мислам нема потреба сега ние се шегувам така. За некој детенце да победи, па другото што ќе биде оштетено. Немаме. Не сме ние тој. Колку наши дечиња ќе учествуваат? Мислам дека бројката ќе биде околу 70. Рекордно откако го правам јас Скопје Опен. Така. Сакаме да пуштиме и некои дечиња за прв пат. Веќе е разговарано со клубовите, родителите се сложни.
Сакаме да пуштиме овие што одат по турнири веќе тука да се представат. Мислам дека помеѓу 60 и 70 очекувам дека ќе Наши. И уште 250 на страна. 250 има, сигурно. Може ќе поминеме ние таа броја. А имаме ли официјално веќе од кои држави имаат потврдено? Црна Гора пријави 3 екипи. Добро. 3 клуба. Бугарија пријави 2, чекам трета. Словенија пријави 2 за прв пат. Секогаш доаѓа една од Марибор, сега пријави екипа од Кочевје. Има добар клуб, они доаѓаат. Таму има феноменални борци. 10 отидоа на светско првенство. Браво. Да. Србија имаме 2 клуба за сега. Од кои што од едниот клуб имаме 20 светски шампиони што доаѓаат. Актуелни светски шампиони. Браво. Стипендисти 10 години наназад. Значи у Србија ги слават. 2 клуба имаме од Србија. Имаме од Хрватска 1, меѓутоа за жал со 1 борец. Имаме од Австрија 1 клуб, за жал со 1 борец. Имаме од Турција една екипа и 1 индивидуалец што живеел 7 месеци во Косово, сака да дојде да се бори за својот клуб. Тоа можеме да го рачунаме како 2 клуба. Еден човек, он си представува клуб. Така. Тоа е и многу важно, имаме од Грција 2 клуба. Сега имаме супер соработка со јужниот дел на Грција, што реално не ги сакаат Атина Крит нагоре, повише влечат на кај нас него што влечат натаму и тоа јавно го кажуваат. Вика атинјаните нас не рачунаат како да сме од Македонија, како онака, не рачунаат. И добро е што они добро работат со нас и ние со нив, се разбира, имаме феноменална соработка. 2 клуба имаме и од Грција, така да тоа се тие, извинете, и 4 екипи, најважните не ги споменав, од Република Српска. Они се од Босна и Херцеговина, меѓутоа они не сакаат како Република Српска да се представуваат како нас, што ни смета Северна, нив така им смета Босна. Так. И ние тоа го почитуваме многу. Значи 4 одлични, можеби ќе бидат и 5 ако дојде и Брчко, меѓутоа за сега се 2 клуба од Бања Лука, Сараево и Јахорина. Сите се у српскиот дел на Босна. Да. И така да бројката е негде за сега 23 клуба. Уште не сме почнати со... А до кога е пријавувањето? До 25 ноември. Значи, уште не сме почнати, ние имаме 25 клуба. Тука и ќе застане, нема да има нешто. Сега, да чекам ја уште 10. Може би да има назад, да се вратиме, некој да не може да дојде... А добро, во претходните години, рече 14 пат се организира овој турнир. Имало од Западна Европа, Франција, Германија... Не доаѓате и навака? Не, само Австрија имаме. Австрија, Германија доаѓаше, меѓутоа како клуб доаѓа они. И сега лани не дојдоа. Мислам дека тренерот дигна раце од спортот, нешто ради работата. Мислам дека немаше кој да ги поведе тие деца, они доаѓаа со авион 4-5 луѓе. Сите се бореа по 2 категории. Мислам дека тој клуб беше исклучен од Германска федерација. Таков дојам имав и јас. И они немаа каде додат на турнири и бараа вакви турнири кај што е опен и кај што никој не може да му рече зошто си бил. Нити па мене може да ми дадат представка зашто си ги примил. Такво е моето чувство, може би грешам, меѓутоа лани не дојдоа. Ние знаме, го спремивме, оваа година не знам дали ќе дојдат, ако дојде и Германија веќе сериозни сме. Сега имаме најава и од Унгарија. Гледам дека унгарците почнаа да идат на овие нашиве турнири, зашто ние имаме една Вибер група у Југославија каде што сме околу 60 на клуба за секакви известувања да сме на линк и они се во групата. Мислам дека можно е Унгарија да дојде. Ке даде тежина во секој. Тогаш веќе сме сериозни. Можете и Романија да ја викнете со... Романците не идат зашто се навистина светска сила во џиу-џицата. Не идат. Грците исто не идат. Овие што ми се пријатели па како клубови доаѓаат. И тоа е тоа. Дури грците имаат став, правилник каде што не учествуваат на опен турнири. Само учествуваат на официјални турнири што се ранг. Така, каде понатаму се? Клубот ти си борец, меѓутоа си тренер.
Како напредува твојот клуб? Да чукнем у дрво, се е под контрола, има дечиња, има заинтересираност, има таленти, уживам у работа со... Има плата. Точно, не викам не. Има плата? Има па како. Која плаќа? Кој те плаќа? Ме плаќа клубот Ангели. Таму сум платен тренер. Таму е платен тренер, си има и сос. Катана е мојот клуб, Така а е. настапувам под Данки. Ти си подкаст. Не ја давам затоа што поените ми ги носи за Данкју, и ако ќе треба утре пред министерството да излезам, викам, еве, ја од мојот клуб Да. имам донесено трето место од светско првенство. Не ја давам. Утре нема да биде ќерка Вредно. ми, ќе биде друго дете што ќе ми биде Така е. за Данкју, за мојот. Додека не дојде друго дете, Сега Катерина, ако некојаш сака од исписница, ќе треба Е, оштета дебела да плати и после нека си настапува за Катана, нека си после ќе треба да се бори имаш подпишан договор? со мене. За Данки. Данки сум. Тоа е вистината. Правни субјекти сме и ако сме татко и ќерка, правилата мора да важат. Да. Добро, што да ви кажам друго сега? Барем му плате повисоко за да не го раскинуваш договор. И така, идните планови, значи, се врзани повторно за овие меѓународни... Кога е следното светско? Ја па се фатив за тоа светско првенство, се и овој медал, некако, еве го иначе медал, само да видам каде не свети, каде блеска као златен, еве, многу и во. Иначе бронзен, светски... Зашто е поголема радоста за бронза отколку за сребро? Па ова се освојува, среброто се добива. Така да, многу, Нели? навистина свети како злато. Да. Многу радост е тоа кој ќе се освои. Да, јас цело време зборуваме за медал, јас заборав да го покажам. Еве, почитувани гледачи, значи, тоа е тој медал кој што Кате го освои во Тајланд, Со Во Ќутек, Тајланд. со Ќотек. во Банкок. Изеда Ќотек, доста? Па и не баш. Па не. Зашто ја изгубив борба, ама не беше тоа јадење. Не беше, не. Дефинитивно тоа беше наша победа, моја грешка, еуфорија голема, славев победа, не знам таков кикс, не се сеќавам да сум 3 направил. секунди, Александар, 3 секунди. Имаме Еден клизач. имаме она снимка, имаме Да, слика да, што стои на екранот 3 секунди, онака. За неверување, мислам дека голема поука ќе извлечеме на крајот на криштата. Ја после бев лути на Кате, па ти што не гледаш. Пробај, не, и она истото го помислила, и она првото шидо го имаше заборавено. Катастрофална грешка, како да сме у Врање, ама. Добро. Во секој случај, Македонија е горда кате на тебе. Александар, а и на тебе, како тренер, не знам. Имаме на Што е- секој објава преку 3000 лајка, на вистина Да, имаме да. многу голема поддршка. И она што и пред некое време го пишавме со вашата телевизија и ова поддршка од вас што ја имаме на вистина. Тоа е у неформална комуникација, меѓутоа еве зошто сега тука Да. сме дојдени, на вистина е така. Поддршка голема Ова- и некогаш и поради не некогаш, секогаш и поради вас тоа. Заедничка ни е среќата. И секојаш ќе имате нашата поддршка. Јас милион пати сум кажал, кога да дојдете овдека, дојде како девојченце од 10-11 години, Така сега е беше. прекрасна девојка од 21 година и четврта рангирана во свет. Македонија, гордеј се, има со кого. Јас ви благодарам што бевте мои гости, се гледаме следниот, мислам не со вас, него со ви посакувам многу успех и на Скопје Опен и во идните борби. Ние повторно ќе следиме, повторно ќе бидете мои гости. Секако. А сега да одјавиме емисијата, мораме времето не гази, бажа ќе не убие од згора, веќе му прекорачивме. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме следниот четврток.